затворот во Штип си живееше кучката Цеца. Една вечер, мисто да си легне, решила да краде скап часовник на еден од затворениците. Полицијата притрчала на помош, ама не знаела дека бара дрога, што во топка била скриена и фрлена преку една од капиите на затворот. Од управата за извршување санкции сами се пофалија, а прашањето како се дозволува корупцијата да царува во затворите се поставува уште еднаш. Во неколку од последните извештаи на Европската Унија за Македонија пишува дека имаме ендемска корупција во затворскиот систем и дека е потребно да се преземат драстични мерки за да системот се врати во нормала. За ова зборуваме со Хелсиншки комитет за човекови права. Мора да ги потврдиме овие заклучоци на Европската комисија и на извештаите на Европската Унија и на извештаите кои што и на овие заклучоци кои што се вметнати во нашите извештаи практично, затоа што ние како Хелсиншки комитет за човекови права ја следиме состојбата во затворите, обезбедуваме бесплатна правна помош за осудените лица и ги мониторираме условията во кои што тие живеат. Односно го поминуваат времето во самите установи. Корупцијата несомнено постои, сите сме свесни за тоа, но сметам дека е крајно време да престанеме само сите да го истакнуваме тоа како проблем, туку државата да преземе конкретни мерки за да се отстрани корупцијата, односно да се најдат оние вистински причини поради кои тоа се случува. Добро е во секој случај да признаеме дека сме свесни и државата, дека е свесна и ние дека сме свесни дека се соочуваме со ваков проблем, но од друга страна мора да знаеме како потекнува тоа, што се случува, како се внесуваат работи, зошто има корупција, како стигнало до тука и како ние тоа да го спречиме од корен, затоа што се дека не го спречиме од корен, имаме сериозен проблем кој што воопшто не го решаваме, него само го констатираме. Од констатации не може да решиме одреден проблем. Што во случај кога беше споменато дека се наоѓаат некои предмети што не смеат затворениците да ги имаат, што нелегално се внесуваат или не се пријавени, во тој дел општо, значи не зборуваме за последниот случај, кои се правата всушност на еден затвореник во нашиот систем? Во секој случај, секој осудено лице може да внесе одредени работи кои што се дозволени и секако треба тие да бидат пријавени и институцијата, односно установата да знае кои се тие работи кои што тој ги има внесено секако со дозвола. Но проблемот настанува кај оние внесени работи кои што се недозволени и ние мора сме свесни дека едно е ние ќе правиме и претреси, ќе ги наоѓаме и телефоните, и пуњачите, и дрогата и така натаму, но проблемот не е дека они ги имаат, дека осудените лица ги имаат работите. Проблемот е како стигнале до нив. И ние тука треба сме свесни дека проблемот е системски и дека ние системски мора да го решаваме проблемот заради тоа што осудените лица се чувствуваат слободни доволно да може да ги внесуваат работите по одредени канали кои што за нив се познати. Директорот на Управа за извршување санкции Александар Пандов помеѓу раскажувањата за Цеца со блага насмевка, потоа сепак се загреши и посочи дека пола од вработените полицајци по затворите се корумпирани. Во некои одредени затвори, јас мислам дека над 50% се корумпирани. За да имате вие токав број на телефони, тоа е мрежа која што е направена овде во обвинителство ќе види, јас не сум истражен орган. Можеби некој случајно упаднат од овие со иницијалите. Меѓутоа, поголем дел од нив јас тврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земала телефонот на ЖЖ и дека тоа го правеле. Не, тоа сум
и повеќе од уверен, и веројатно и секој, пак ќе речам, човек со иоле малку логика, му е јасно дека овие луѓе тоа не го правеле за џабе. За проблемите во редовите на затворската полиција. Како функционираат македонските затвори и дали државата има механизми да се справи со криминалот и корупцијата по затворите. Разговаравме со Гоце Делчев Тодев, генерален секретар на Конфедерацијата на синдикати и поранешен лидер на независниот полициски синдикат. Дали се охрабруваат самата полиција да пријавува не само за условите, бидејќи нели тоа е вашата примерна работа, за работничките права на работникот да се грижите, но и доколку забележат некакво мито, некаква корупција, бидејќи ако живееме во некој утописки нормален систем, ние би сакале како граѓани, кој јавност да веруваме дека тие што нас треба да не чуваат, не би требало самите да се корумпирани. Токму така, има и такви случаи, и имало и ќе има, секако дека има. Јас сега не сакам да излегувам дека со име и презиме, меѓутоа токму во затворот во Штип имаме затворски полицајци кои од минатото, може тоа вие као новинарско истражување да го проверите и ќе се докаже дека е така, наши членови дури, членови на независниот синдикат кои биле во проблематиката надвор од законот, односно се судриле со законот, па беа едноставно суспендирани и избркани од работно место. Значи многу едноставна работата. Доколку професионалецот, а луѓето се професионалци, ние не треба да бараме вина во затворскиот полицаец. Треба да бараме вина во синдикатот, кај нас. Јас сум и критичар, меѓутоа и самокритичар, меѓутоа треба да го усмериме прстот као синдикат и према директорот со факти и аргументи, со документи, со аргументи и со хартија со кои ние сето тоа што го имаме како видување од наша страна како синдикални представници или луѓе кои се занимаваме со оваа проблематика, меѓутоа со записници, не на памет. Значи ние имаме и факти кои сме ги констатирале по одредени затвори, ако кажам дека затворот Шутка, односно затвор Скопје, кој е во општината Шута Оризари, затвор кој го знае цела држава, затвор кој според мене не ги исполнува основните критериуми и услови за да биде затвор. Можеби ова е у моментов нешто со кое дел од луѓето кои исто се занимаваат со оваа проблематика ќе речат што зборува човекот. Стотина вработени кои се затворски полицајци мора да имаат основни услови како што го имаат тоа во други држави. Така да мислам дека крајно време е веќе, крајно време, сите овие небулози што ги имаме со години наназад. Ова направил затворскиот полицаец, дали е корумпиран, му ископал дупка, сака да пребегне, му избегал преку ограда, тој живее на 100 метри од затворот, па не спие во затворот, спие таму, дали го пуштиле, не го пуштили, така натака. Имаме еден затвор Кршање, пример, односно во Куманово, кој е измеѓу Куманово и Свети Николе, кој наликува на затвор. Па да видиме дали може таму да избега. Зашто, пример, тој затвор не се спомнува као затвор кој едноставно или сега да не потенцирам на други затвори, кај што ги исполнуваат вистинските услови на затвор кој е според некои минимални светски нормативи. Имаме затвореници, имаме затворски полицајци, тие седат, продолжуваат тоа што го гледаат и самите граѓани со сето тоа што го работеле надвор од затворите, секој гледа да го продолжи неговиот начин на функционирање, тоа што го правил пред да влезе во затворот и едноставно се доведуваме во ситуација дали воопшто поединци лежат во затвор, односно ги издржуваат затворските казни. Мора да направиме систем за посебен, едукативен и начин на кој луѓето во затворите ќе се занимаваат за да може времето да им помине најдобро намерно за самите нив, меѓутоа и кои ќе излезат од затворите да не се занимаваат со тоа што се занимавале пред да влезат во затворите, меѓутоа да едноставно ги надминат проблемите кои ги имале и тоа социјализирање да биде најдобро што може да биде за една особа.